Тони Гланчевски, 29 години од почетокот на мојата професионална медиумска кариера сте во македонскиот етер како дописник од Франција. Веројатно вас и најмногу ве здоболе тоа што ни се случи на последниот европски самит, кога токму францускиот председател Макрон стави вето практично за македонското приближување кон ЕУ. Точно, Горан, започнавме во ист период на бреновите, да речем, или во етерот на македонскиот етер. И точно тоа дека навистина ме здоболи мене, но исто така и мојата сопруга, која што е французинка, бидејќи неколку дена само по тоа фамозно не на Макрон во Брисел, се најдовме во Македонија и за прв пат почувствувавме некако непријатно чувство, како да сме виновни за нешто за што ние, да речем французите, бидејќи се чувствуваме колку што сум македонец, толку сум и французин сега, за нешто што не сме ние виновни французите, бидејќи тоа е размислување на политичарите и тоа е одлука на француската влада, а не на францускиот народ. Но сепак тој председател ја представува француската држава и францускиот народ. И тука токму кај нас не се знае точно што се случи, зошто Макрон, дали само внатрешните политички прашања се пречка за нашиот влез или почеток на преговори со Европската унија, или можеби има и други теми? Не, Горан, мислам дека не се само внатрешно политичките, има и надворешно политички, околу борбата за влијание во Европската унија, борбата за превласт во опозициите, се сеќавате бидејќи неговата комесарка Гулар беше одбиена од Европскиот парламент. Макрон се почувствува навреден поради тоа. Неговата кандидатка за председател на новата либерална група, поточно сега Ренесанса на Европа или Обновена Европа, што во Европскиот парламент, Натали Лоазо, беше неизбрана бидејќи направи гаф, нарекувајќи ги нејзините колеги од истата партија дека биле како некои примитивни клетки кои што не можат да зборуваат и така натаму, а додека на внатрешен план, ако тој го оправда тој со внатрешен план, дека имало многу имигранти, односно баратели на азил од нашиот регион, поточно од соседната земја од Албанија. Тоа можеби французите многу, и искрено да ви кажам, обичниот народ многу малку знае дека Макрон ни рече не за преговорите. Така да и тоа што само одредена група на луѓе што се упатени во овие прашања. Што се упатени, кои што ги следат, да речем, во Франција велиме ние националните весници како Le Monde, Le Figaro, неделниците, тоа дека обичните луѓе кои што читаат регионални весници, кои што слушаат повеќе забавни радија, воопшто не слушнале за тоа. Така. Каква е туку улогата на Македонија? Колку Македонија можеше да му олесни на Макрон, да речем, да донесе поинаква одлука? Колку знае француската администрација за проблемите што ги има Македонија, Мислам дека француската администрација многу добро упатена, повеќе од што мислиме, па можеби некој пат да не речем повеќе од некои од наши политичари што се случува во нашата земја, бидејќи сепак е тоа искусна земја со традиција, со своји мрежи дипломатски и така натаму, да не речем и други служби кои што добро се информираат што се случува во секоја земја, посебно како земја кој што е како нашата, кој што се наоѓа на еден геостратегиски простор доста важен. Но ние можеби самите не и помогнавме на Франција и на другите земји да ни речат да, последниот пат, не ја брана по француската позиција, но кој ни сметаше 30 години да не ја реформираме нашата земја, законите се донесени, многу закони се донесени и не се спроведуваат. Се уште за најмала некоја услуга во Македонија треба да побараш пријател, што е многу лошо. Така да кога би било во некоја нормална држава, бидејќи во некои работи сте нормални, мислам, да ме сватат погрешно гледачите дека велам дека не сте нормална држава, но сепак во некоја држава која што се функционира нормално, или барем приближно нормално, бидејќи ни Франција не е совршена држава, да бидеме јасни, нема ниту една совршена држава, сите системи се погрешни, па дури тоа што ни го забележуваше Макрон за нашата земја, може да се употреби на пример против Франција за специјалниот јавен обвинител, на пример. Франција има исто забелешка за јавните обвинители кои што се именуваат од политичката власт. Така да тука нема што да се тоа беше барање од судот за човекови права овде од Страсбург, да се побара од Франција да го промени својот закон за назначувањето на обвинителите. Да. Па дури и еден документ кој што во октомври беше донесен од Советот на Европа, мониторингот за Македонија, укажуваше на тоа дека ќе се случи ова што се случи. Точно, постмониторинг, диалогот се води веќе од 2001 година, 2002 година со Македонија и нас ни требаше многу малку за да биде укинат, но ние во меѓувреме направивме самите внатреси, создадовме проблеми на внатрешно политички план и тој постмониторинг остана. И всушност се забелешките што ни ги кажува Европската комисија и Советот на Европа се всушност истите. Тоа е посебно овде во Советот на Европа се политичките услови, исполнувањето на политичките услови, така наречените услови од Копенхаген. Тоа значи борбата против корупција, функционирање на правна држава,
осигурава почитување на парламентарната расправа. Долго време ние или едните или другите ги бойкотираат. Долго време ние ги почитувавме резултатите од председателските избори без разлика кој беше избран за председател, така да сепак тоа зборува дека се уште можеби не сме толку политички зрели. Така. Овој разговор го правиме во Страсбург, град кој што на некој начин го смета за свој Франција и Германија, и тука во врска со Германија професор Далибор Јовановски пред неколку дена во едно интервју зборуваше дека македонските власти од почетокот до сега направиле една стратешка грешка, дека повеќе фокусот е на Германија, а многу помалку на Франција. Колку тоа вашето искуство го Мислам дека Франција се интересира за нашиот регион, историски е присутна во нашиот регион, но што е малку, можеби ние го промаршивме моментот кога беше председателот Ширак на власт, бидејќи со самото доаѓање на Ширак отворено се заложи за Македонија околу непризнавањето од страна на Европската унија, проблемот со ембаргото, па дури грчкиот премиер Папандреу на времето избега од самитот, го напушти самитот во Кан, бидејќи беше остро нападнат од Ширак во однос на проблемот со името со Македонија и ембаргото. Ние на Франција на некој начин не дозволивме да ги работи нашите први биометриски пасоши. Француско претпријатие кој што веќе ги работеше, сигурносните документи за Пентагон не беше доволно добро за да ги работи нашите документи, иако неговата понуда беше поинтересно таа што од претпријатието што ги доби компанијата, што ги доби тие. Французите сепак се малку да речам и паметат кога нешто лошо им се случува, така да сепак ги гледат и своите интереси, ама сепак и интересите на земјата каде што настапуваат. Што може да очекуваме сега? Може ли во мај на самитот во Загреб да очекуваме некаква промена драматична на француската позиција? Сега председател Педаровски ќе дојде во посета на официјален Париз, односно ќе има средба на маргина на меѓународна конференција. Може ли да очекуваме дека Макрон сега се повлече од тоа што го направи во Брисел пред месец дена? Да почекаме средбата меѓу Макрон и Пендаровски, можеби ќе има малку неколку повеќе елементи, веќе е позитивно што Макрон се одлучува да го прими председател, тој што е можеби нормално. Не треба да рече дека немаше средби на високо ниво меѓу македонски политичари, односно членови на владата, бидејќи беше и вице-премиерот за европски интеграции беше примен на високо ниво во Франција, исто така и вице-премиерката Шеќеринска која што беше присутна овде, министерот Димитров. Има контакти на високо ниво меѓу двете земји, но проблемот е можеби многу повеќе што Макрон сега отиде предалеку можеби во неговите позиции, дали толку брзо ќе се повлече знаејќи неговата гордост и знаејќи го неговиот начин на настапување на внатрешно политички план во Франција. Можеби не треба толку многу да очекуваме од Загреб, но сепак треба да си го сработиме тоа што ни го побара, така не ќе може ништо што да ни препиши после и може да се добие позитивен одговор. И уште едно прашање за крај само. Денеска председателот Макрон за економист вели дека НАТО е клиничко мртво. Вчера Макрон подпиша договор со Кина. Како ги коментирате овие турбуленции, не само македонски, воопшто на глобален план? Франција секој пат сака да игра некоја посебна улога на меѓународната сцена и секој пат тоа го прави уште од времето на генералот де Гол, води своја посебна политика, единствена земја која што има развиено свој одбранбен систем, нуклеарно дисуазивен одбранбен систем, па дури Велика Британија го нема тоа, бидејќи зависи од американските системи клучеви за ракетите. Франција тоа го има. Сепак Франција не може да игра самата на меѓународна сцена без НАТО и без поддршка од нејзините сојузници, па бидејќи треба да се знае дека и за нејзините проекции што ги има, мислам, на нејзините воени трупи во Африка, се служи или со американски или пак со руски воени авиони, транспортни авиони. Значи, тоа е желба и сепак и Трамп на некој начин можеби да и помогне на Европа да се создаде свеста за создавање на заедничка европска безбедносна политика, што можеби е целта на Макрон, да нас создаде силна Европска унија на политички план и на дипломатски план. Тони Гланчевски, ти благодарам за овие информации за кои што верувам дека нашите гледачи се многу заинтересирани. Уште еднаш благодарам. Благодарам, Горан, и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Благодарам.